почитуван председателе. Почитувана колешке, во однос на транспарентноста, само еден демант и мислам дека е тој доволно силен, што амандманската расправа се одвиваше за затворени врати и од јавноста и од медиумите. Толку за транспарентноста. Во однос на попишувањето на лицата државјани кои што се во странство. Членот 8 вака вели од законот. За лицата државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, податоците од член 10 од овој закон ги дава полнолетно лице на кого најмногу му се познати, при што го дава својот матичен број и матичен број на лицето за кое дава податоци во пописот. На кого најмногу му се познати е многу релативна работа. И тука има простор за манипулација. Значи, тоа ќе се прави преку посебна апликација која ќе биде достапна на веб страната на Државниот завод за статистика и вчера го објаснував како жолчно од пети некако ги објаснува сите работи директорот на Државниот завод за статистика и сите дилеми ние овдека што ги отвараме се легитимни, ќе беа одговорени и ќе беше добро да имаше поимник во законот, па да ги немаме дилемите. Обединетите нации и Европската унија точно даваат насоки како треба да се попишуваат лицата кои што се во странство. Затоа што и вчера директорот на телевизија на Државниот завод за статистика објаснуваше дека проблемот е што кај нас тие што заминуваат на работа во странство не ги одјавуваат своите адреси на живеалишта, што ретко кој го прави кај нас. И проблемот е што кај нас ќе се појави ризик за време на пописот, дека ќе се попишуваат и овде и таму. Сега стигаме до оној момент што велите, вие го образлагавте комбинираниот метод што ќе се одвива за попис на одржување во нашава држава, бидејќи и двата методи и конвенционалниот, значи на терен попишување и потоа вмрежувањето на базите треба да се надополнат едни со други и пропустите во едниот да ги покрие другиот. Ама, за да се направи тоа квалитетно, кај нас требаше да се направи ажурирање на базите на податоци што ќе се користат наведени во законов. За жал, вие го одбивте амандманот за ажурирање на податоците. И вчера колегата Халил Снопче укажа дека само податоците базите на Народна банка и на Министерството за финансии се ажурирани, другите не се. И сега тоа го потврди за жал и директорот на Државниот завод за статистика на вчерашното гостување на телевизија. И сега тука е легитимно прашањето. Како ќе се обезбеди квалитетно вмрежување на податоци од наведените бази на податоци или регистри, кога едно одбивте амандман за ажурирање, плюс што наведените бази не ви се ажурирани. Така сите тврдења што вие ги давате овдека паѓаат во вода и не се доволно аргументирани за да ви веруваме ниту ние, ниту граѓаните. Благодарам.